Добро вечер, почитувани гледачи. И вечера ќе говориме за земјотресите во Скопје, иако денеска, освен еден мал потрес у Тринава, немаше забележителни стресови во Скопје, но граѓаните се уште се вознемирени, голем број од нив или добар дел од нив спијат на отворено, при секој шум трчаат надвор, избегуваат од страв, некои имаат мали деца, некои постари луѓе. Оние што се во куќи бргу ќе дојдат до дворот, но оние во зградите веројатно се во дилема дали да го слушаат инстинктот и да бегаат надвор или пак да ги слушаат советите на експертите кои што велат во Скопје генерално градбите се безбедни. Еве на оваа тема вечерва, на истава тема ќе говориме со моите две гостинки, и тоа професор доктор Голупка Нечевска-Цветановска од ИЗИС, заменик директор на ИЗИС, и професор доктор Вероника Шендова од ИЗИС исто така. Добро вечер на двете. Добро вечер и на вас. Емисија наставив по Скопје и Балканот се стресе. Се дали баш Скопје беше причина за ова или се погодија работеви, не знам. Дали вие можете да кажете има ли влијание тоа што се случи во Скопје или тоа се независни земјотреси кои што се случија во Грција, во Бугарија, во Србија, во Босна и Херцеговина. Па видите, И тоа се генерално трусни подрачја кои што... Значи, медиумите во овие 3 дена интензивно се разговараше за земјотресите. Земјотресите секогаш се каже дека се непредвидливи, се случуваат, каде што се случуваат. Во суштина знаеме каде може да се случат, со колкав интензитет може да се случат и во кои региони би можело да се случат. Меѓутоа, кога ќе се случат, никогаш не се знае. Знаеме дека исто така дека ќе се случуваат на раседни зони. Сега да го кажеме тоа можеби за вашите гледачи, односно за сите они што знаете кога ќе завршат? Ако не знаете кога ќе почнат? И тоа не знаеме кога ќе завршат, меѓутоа раседните зони се тие плочи или пукнатини, како некогаш некој би го кажал, каде што имаме движење на две плочи кои што длабоко можеби додат во земјината кора, па може и по 200 километри натре во телото на земјата. Кога настанува допирање на тие две плочи, значи имаме некоја енергија или мирување нивно. Меѓутоа, мало придвижување на едната од тие плочи веќе прави некои дрмања кои што се рефлектираат и доаѓаат на горе на површината. Сега тие плочи, пошто се долги, а може да бидат и длабоки, понекогаш и активирање на еден дел во тој сегмент може да повлече и настанување на други земјотреси. Така да, тука никој од сеизмолозите или оние што се бават со таа област не може да кажат која е првичната, која е последичната појава на земјотресот. Меѓутоа, точно е дека овој земјотрес што се случи сега во Скопје на 11 е најјак на нашата територија после земјотресот од 63 година. Значи, ние што, ево, повозрастните што на известен начин сме биле деца кога сме ги осетиле, значи осетуваме еден земјотрес кој што беше доста непријатен за оние што го почувствуваа и беа во своите домови. Тоа е сигурно факт. Така да, она што се случи, сега и слушам дека имаше и во Грција, имаше во Бугарија, значи тоа се исто така земјотреси, овој регион е целиот е трусен, така да не може да кажеме кој е и што е, меѓутоа во секој случај овдека беше во овој период најсилен. Меѓутоа и тоа да додадам дека на 11.9 според она што погледнавме на интернет, ова беше и најјакиот земјотрес што воопшто во светот се случи на тој ден. Затоа што има ова листа на земјотреси секој подрачја во Чиле, во Турција, каде. Тој ден беше таков во тој период. Ни се погоди. Ни се погоди, да. Колку вкупно имаше за овие 3 дена земјотреси? Имате информација? Па вака, добро вечер до вашите гости и поздрав за емисијата и за дебатите што ги секогаш правите за нови актуелни теми. Еве веќе втора вечер зборуваме нова тема. Значи, јас би сакала на почетокот да направам дистинкција помеѓу сеизмологијата како наука за настанокот на земјотресите, со кој што се бават сеизмолозите и конкретно кај нас одговорни за тоа се сеизмолошката станица, значи обсерваторија при ПМФ. И земјотресот инженерство, кое што е наука, која што се занимава со манифестацијата на земјотресот на површината на земјата.
Значи, прашањата како што го поставивте, веројатно неверојатно, него сигурно најточен одговор би добиле од колешките во Сидбошката обсерваторија. Јас ги слушав деновиве и нив, нормално, колку што можеме следиме кога не сме на работното место. Значи, имало стотина земјотреси. Значи, има земјотреси неколку кои што биле пред оној главен шок, сите се надеваме дека тој беше главниот земјотрес. И вкупно после тоа уште стотина земјотреси, од кои што само 10 или 15 се осетливи за луѓето. И тоа нормално со различен интензитет. Но сепак повторно ќе кажам, во нашиот институт ние такви мерења не правиме, таквите мерења ги прават во Сидбошката обсерваторија и она што е битно да се истакне е дека кај нив тоа се уточнува за релативно брзо време. Сигналите доаѓаат од повеќе мерни станици кои се на територијата на Македонија, но и од повеќе во регионот. И ако добро се сеќавам на колешката Драгана Черни, кога бевме гости исто во вашата емисија, таа рече дека обично за локалните земјотреси најчесто најточна информацијата од локалните обсерватории, а не од оние што се да речеме на европската, на црногорската и така натаму. Затоа што веројатно они имаат и причина зашто е тоа така. Така да јас од прилика ги сочекувам секогаш нивните, иако нормално сите сме ние знати, жеljни и сега направија сите апликации за мобилните телефони и верувам дека и вие сега следите дека Балканот се тресе, меѓутоа Балканот се тресе постојано. Значи тоа не е ништо, тоа сега бидејќи гледаме постојано или се гледа дека постојано дека се случува сега нешто и со Балканот. Но може да приметите дека тие се 2, 2,5, 3, 4 магнитуда, значи таквата активност ние мораме да се подсетиме дека, мислам дека и самите и дечињата што знаат, а ги учат тоа во училиште, дека Македонија е сеизмичко подрачје, како што е впрочем и Балканот, повеќе земји од Балканот, значи Италија, Грција, Португалија, Шпанија до Турција. Но сеизмичко подрачје значи дека по некоја страна се подсетиме дека земјотрес се случуваат. Тоа се случи овој пат. Значи, ова е земјотрес кој што е очекуван, дури може да се каже и во овој период, значи тоа е со повратен период од 100 години, значи 921 се случува еден таков сличен, еве после 100 години од прилика е овој. Така да се што се случи во Македонија е во рамките на очекуваните граници. Добро, но народот сепак си се плаши, така. И реагира. И ние се плашиме. Вие рековте се занимавате, како рековте, со последиците на површината. Манифестации, како се манифестира таа ослободена енергија на површината. Без малку можам да кажам за гледачите дека доаѓате од работа, од ИЗИС. Денеска бевте активни, ми се чини ми имавте на терен и вчера и денес, да. Кај бевте, што правевте? Видите вака, значи нашиот институт е мобилен уште истиот момент кога се случи земјотресот после 15:10 часот, веќе во 16 до 17 часот беше собран сите вработени од институтот. Бевме поврзани заедно со Центарот за управување на кризи, заедно со градоначалникот на град Скопје и целата екипа, каде што апсолутно во истиот момент бевме на линија сите, значи буквално со првиот земјотрес кој што беше сабајлето во околу 7 часот, оној поголемиот што беше 4 и претходниот што околу 5 сат кој што помалку луѓе го осетиле, а после тоа и за овој главниот удар кој што се растана во 15:10 часот. Одма на повици, затоа што имавме телефонирања вамо таму, значи ние добивме представа каде што, следевме интернет, обсерваторијата, луѓето, заклучивме дека станува збор за 5,3 магнитуда. И почнавме да се прашаме, затоа што знаеме дека 5,3 магнитуда, кои се манифестациите по Рихтер, значи по Рихтер, кога зборуваме магнитуда, значи мислиме Рихтер, а магнитуда значи ослободена енергија внатре во земјината кора каде што се случил земјотресот. Тоа може да и добро што го потпрашавте, затоа што денеска читам нешто по овие порталите, по медиумите, вика се спомнува Меркали, се спомнува магнитуда, се спомнува интензитетот, што е разликата. Така да магнитуда... Значи магнитудата фактички тоа е како што реков, ослободената количината на слободена енергија внатре каде што се случил земјотресот. Тоа е некаде во епицентарот на земјотресот и тоа е мерка што се движи некаде, да речеме скопскиот за споредба што беше 61 година 6,1. Сега е 5,3, значи многу близко.
Меѓутоа, во Јапонија, во Чили и во другите места, значи имаме земјотреси кои што се 8 и 9, значи би можело да биде самата магнитуда. Во Македонија, за среќа, според она што 500 годишен, ево колешката спомна, 100 годишен е овој земјотрес, за на 500 години би можело да се случи до 6, 6,5, па максимум да речеме и 7. Значи не очекуваме да се случи 8 и 9. А интензитетот пак е мерка каде што ја кажуваме дали по макро европската скала, дали по оние бившите меркали, канкани, кои што ја познаваат интензитетот, што викаме 9 по скопскиот земјотрес, тоа е веќе манифестација на самите објекти. Односно, има направено список на какви оштетувања има на самите објекти, врз основа од оштетувањата се враќаме назад. Значи биле срушен зид, срушена греда, оштетен столб, оштетени преградни зидови, тогаш се кажува каква е скалата. Разлика меѓу магнитудата и интензитетот, пошто тоа е логаритамска скала, може да се движи некаде од 1,5 до 2, па може би и 3. Значи, кој ќе се спомне да речеме 5,3, одма некако додадете уште 1,5, значи тука некаде 6,5-7 би било, затоа што немаме чиста по макросизмичката скала. Така не се користи, затоа што така да се знае. И секој ќе се рече 9, тоа е 6,1 и некако можете да се да споредат тоа не повозрастните граѓани каде сме сега со јачината, со интензитетите на самиот земјотрес. Почнете да кажувате каде бевте денеска. Денеска сега, значи вака, после самото, јас се извинувам што се отклонивме, меѓутоа... Бевте на терен за да веројатно правевте увид на одредени штети. После мобилноста на институтот, значи и поврзување со ЦУКот, дојдоа веќе првите пријави. Уште вечерта, ноќта се работеше цел ноќ. Кој ви пријавува? Преку ЦУК и преку службите од град Скопје ни беа посочени првите, јас не знам, во почетокот 10 или 15 објекти, кај што се кажеше, ноќта мораше да се одиде на лице место, луѓето беа преисплашени, не сака да се вратат назад, за да продолжат да спијат или дали вечерта ќе поменат со спиење. Значи тоа беше првите екипи кои што излегоа на терен. Вчера цел ден бевме на терен и денеска. Значи можам да ви кажам дека пријави имаме веќе преку ЦУК пристигнате кај нас над 800 пријави, од кои што околу 78 до 90, значи 90 пријави се на основните школи. Околу 800-900. Значи тоа е, али вкупно од граѓаните и од градинките, школите, средните училишта, нешто од болните, значи оние јавни, значи од сите објекти се прави селекција, значи на тие од јавен интерес и од индивидуалните стамбени згради. Сите во првата вчерашниот и денешниот ден се поминати скоро сите пријавени школи и градинки. Имавме пријавени од неколку болници, мислам каде што отидовме да ги посетиме, а сега пријавите што се од граѓаните прво идат преку општините, општинските комисии ќе ги поминат нивните објекти и секаде онамо каде што треба да се побара наша стручна помош, се оди наша екипа каде што треба да им каже, значи во првиот момент сега безбедноста на живење на објектот. Дали може да се престојува внатре. Значи во овој момент, значи сме сконцентрирани на таа прва фаза. А потоа ако имаме проценка на штети би била следната фаза. Кога одите на терен, кога го правите овој увид за кој што говори професорката Нечевска, Цетановска, како го правите тој, дали е безбедно да се вратат граѓаните назад или не? Како утврдувате? Вака. И какви штети не идовте генерално, ако имате една пресек слика, бидејќи кажавте 800, посетивте скоро се, најважни у болници и школи. Посетивме од јавните објекти. Значи, најпрви вака, значи, да се надоврзам и на тоа што рече колешката и на она што претходно зборувавме. Нас се случи магнитуда од 5,2, кога кај нашите вработени
па дури и кај граѓаните. Ќе кажете што е 5,2 магнитуда по Рихтер, Рихтер е затоа што Рихтер е дал математичката формулација. Тоа е веќе знак дека се случува нешто интензивно. Значи нешто што е умерен земјотрос, меѓутоа не е од оние слаби што сме ги чувствували. Значи ние сме веќе отприлика јасно ние што може да видиме на терен. Зошто веламе така? Затоа што секоја магнитуда практично е знак за енергијата. Но како ќе се манифестира веќе ги вклучува и типот на објектите, односно квалитетот на објектите. Затоа што може да имате иста енергија, да имате различни интензитети на површината на земјата. Тоа е многу важно да се каже. Но ние како познавачи можеме да кажеме многу добри познавачи на што се случува со градењето во Македонија, ние отприлика знаевме што значи 5,3 магнитуда на терен. Што може да очекувате? Што може да очекуваме? Што може да очекуваме на терен? И јас можам да кажам со задоволство дека ние тоа и го добивме на терен. Што е многу добра, што е потврда, што е потврда дека со нашата регулатива има доволно познавање, значи и објектите се квалитетно градени, онака како што регулативата кажа. Што значи тоа? Со 5,3 магнитуда знаевме дека не треба да има оштетувања во. Многу е важно ова. Основната носива конструкција. Значи столбови, греди, плочи. Армирано бетонски столбови, греди и плочи. Тоа е оној скелет што се гледа кога се градат конструкциите и тој за нас, инженерите, од земјоделско инженерство, е носива конструкција. Се што се исполнува измеѓу, со ѕидови од тула, сипорекс, итонг, фасадни ѕидови, за нас е секундарна конструкција или неносива конструкција и затоа велиме конструктивни оштетувања во Скопје немаме. Зборувам за објекти кои се градени според прописи. И тоа може да го спомнеме. А неконструктивни оштетувања имаме бидејќи на 5,3 не може да немате неконструктивни оштетувања. Значи тоа е голема енергија. А што значи тоа? Значи дека скелетната конструкција, она има капацитет на однесување во еластична, значи во фаза во која што она повторно после земјотресот се враќа во првобитната состојба на безбедност и сигурност, но исполната ѕидовите не останува искривена? Не. Значи она се враќа. Не дај Боже може да остане ако има проблеми во темелот, меѓутоа во почвените услови, меѓутоа тоа не се случува кај нас. Но она што се случува кај нас е што преградните ѕидови, ние го викаме популарно исполната или неконструктивните ձидови, не може да ги пратат тие деформации кои што се предвидени за бетонската конструкција и затоа почнува да се одвојуваат. Не сите материјали или најголемиот дел од материјалите кои што се користат за, како ги велите, внатрешни преградни ѕидови. Еве да кажеме преградни неносиви ձидови. Може да е малтер, може да е гипс картон, може да е гипс картон, може да е блок тула, може да е сипорекс, може да е било што. Тоа се случува на терен. Еве ние имаме поминато бидејќи секогаш приоритет имаат јавните установи, јавните објекти, тоа се градинки, училишта, гимназии, факултети, болници, судови, така натаму. Сете што амбасади, имавме и амбасади на така. Значи, тоа е во прво. Се што било пријавено до вчера, завршено е. Денеска што се пријавени дел е завршен, дел останува за утре сабајле. Кај сите нив го констатиравме тоа. Значи, нема оштетувања никакви во носивата конструкција. Значи, објектите се далеку од не дај Боже рушење. Но, мора да се напомене дека склопот на неизвестност, немокноста што ја чувствуваат граѓаните, паниката што се создава поради тоа, најчесто може да направи да и овие неконструктивни оштетувања направат механичка повреда, да речеме, не дај Боже, отпаѓање на тула, отпаѓање на малтер и така натаму. Може слика да ти падне така натаму. Токму поради тоа, нашето одење на терен значи оценување значи посетување на сите делови од конструкцијата. Имавме школи со по 1600 ученици, значи тоа не се мали објекти. Сите простории, значи обиколка на сите простории, оцена на она што се случува и кажување дали некој дел од тоа треба да се, за него треба да се направи рестрикција да не се користи се додека не сме сигурни дека тлото се смири и додека не се вратат тие ѕидови во постојата состојба. Има школи градинки кои што не работат сега, така? Не, има многу мали делови од школи. Значи имаме, да речеме, јас сме денеска во училиште каде што има да, значи во Чаир, значи ја денеска бе во Чаир. Добро, они има вчера празник, значи денеска повеќето не работеа затоа што како втор ден, да, не ги донеле децата, меѓутоа на самото школа пишуваше вторник на 13 не се работи. Значи не се работи, тоа не може да навлегам во причините, но школите си се безбедни, веројатно очекували наши екипи да поминат
И во тие школи каде што може би има, да речеме, како што рековме сега, 1600-1500 ученици, ние сме забраниле 2 или 3 училници, што не е многу. Добро. Тие училници, само да се доизразам, реклами ќе направиме. воопшто не е проблем да се користат и сега. Проблем е, ако додека оди наставата, имаме потрес, може да се случи да отпадне некој парче малтери, да повреди некого, па да не доаѓаме до некои сериозни сега и понатаму продлабочување на проблемите родители, не дај Боже, сите сме родители, значи, само од тој момент, значи, од безбедност, комплетна безбедност да имат ученици. Значи, таму кај што споминале наши екипи, кај што рекла дека е безбедно да одаде учениците, слободно може да одат. И добро е што тоа се направи во многу краток период, се направи, да речеме, како да кажеме, од колеги кои што имале искуства со многу увиди, после многу земјотреси мисии, така да можеме да кажеме дека тоа навистина, она што го кажале колегите, значи навистина е така. Добро, ќе продолжиме. Ајде мал блок реклами, да се консолидираме по првиот дел. Мислам дека добро тераме, имаме добра динамика на разговор, информативен. Ќе продолжиме, се надевам, на ист начин во останатите дел од емисијата. Еве повторно во отвореното студио разговараме за последиците или причините или начин како да живееме со земјотресите кои што се наша реалност во Македонија, особено во Скопското трусно подрачје. Разговараме со професор доктор Голупка Нечевска-Цветановска од ИЗИС и професор доктор Вероника Шендова. Професорка Нечевска-Цветановска. Институтот е направен кога 80-тите години? Значи, институтот е формиран 1965. Кога е како зграда, како објект? А како зграда е во 80-та година, 1980 година се вселивме. Значи, тој е доста сигурен, безбеден. Тој е проектиран според сите правила, да, меѓутоа и не само според нашите прописи, туку и малку со додатни анализи, она што во тој момент е било познато во светски рамки за проектирање на сигурни објекти, да. Колку вработени има таму кај вас? Значи, секогаш во изминатиот период имало и поголема, меѓутоа во моментот имаме меѓу 80 и 90 вработени, а некаде во еден период имаше и околу 160. Значи, денови сите сме на интернет, гледаме портали, како се реагирало, особено медиумите, ние како се случи, да речеме, земјотрес во овој момент, па како водителите или вработените бегаат од просториите. Како реагираат вашите? Вие бегат? Кај се криете? Видите, вчера кога се случи појакиот... Не, седевме, пошто бевме во една голема сала, каде што работевме и сите се договаравме кај ќе одиме, дрмна земјотресот, верувате, никој не се подмрдна од местото. А се осети. Затоа што, видите, мислам... Затоа што имавте работа, немавте време да бегате? Не, затоа што вака, истото јас тоа чувство го имав и додека осетив синоќашниот, кој беше 4, за почетокот кажа дека 4,7, а после околу 4, меѓутоа беше доста силен. Јас самото чувство дека живеам во зграда која што знам дека за овој земјотрес не може ништо да и биде, мене ме релаксираше и јас едноставно само застанав тие неколку секунди и продолжи, затвори вратата и пошто влегува во станот. Да се договориме, ако сега здрма ќе бегаме или ќе останеме тука? Ќе останеме тука. Немате време да избегате. Добро, не дај Боже. Сепак, видите, имаме, значи, и колешката, ево и јас, а јас сум малку повозрасна, доаѓам од иста група во нашиот институт, тоа е групата на згради и материјали. Значи, јас можам да кажам дека имам над 35 годишно искуство во институтот од областа на оценка на повредливоста на објектите, односно сизмичката заштита на зградите. Па и мојата докторска дисертација беше некако усмисол на диагностика на постојните објекти, нивното однесување за време на земјотрес во тој дел. И можам да кажам дека моите две раце, што се вика, низ моите две раце имат поминато може би 80% од објектите во Скопје, затоа што бев во институтот како проекти, затоа што кога дојдов на работа, тоа беше 78-та година, во тој период имаше една уредба од град Скопје, каде што све што се градеше на територијата на Скопје, пошто беше близко до земјотресот од 63-та, мораше да помина на верификација и додатна динамичка анализа, за да се
види каква е неговата стабилност на сите објекти кои што се правија во град Скопје. Посебно за во град Скопје. Постои опис и попис на тие? Имаме, само затоа што... вашата докторска постои? Не, имаме ние цела, значи нашата лабораторија, имаме значи. документација за сите објекти. И тој период, можеби јас имав среќа да работам во тој период меѓу 80 и 90, меѓу 75 и 90 година, кога се правија сите овие најголемите населби. Почнувајќи од Капиштец, аеродром, Ново Лисиче, Портавлае, Скопје Север, значи зидот беше претходно. Значи ево јас него, значи тоа е претходно, меѓутоа овие што имаше дел од нив беа типски, каде што се правија целосни анализи. Проектантите ги проектираа, меѓутоа верификацијата колку тие може да издржат и мора да се проектира да го издржат скопскиот земјотрес. Значи, ако знам дека може оваа зграда да го издржи скопскиот земјотрес, оваа петка не може да направи ништо на мојата зграда. Јас знам дека генезе може да настанат овие, затоа се само може да се склониме да не дојдеме од некои секундарни оштетувања, меѓутоа зградата ќе ми остане. Кога одите на овој увид за кој што говорите, кога поминувавте, како да кажам, одете искуствено од око да видите како е или веќе објектот што го посетувате, особено јавните објекти, бидејќи мислам дека таму постои поблиску некоја документација што може да ја најдете, како е правена, кога е правена, така да очекувате на што може да наидете или... Ние очекуваме, како што рече колешката, и отприлика знаеме што и како е, мислам, визуелен аспект, затоа што позади имаме и друго. Дали знаете како е направена таа зграда? Значи, дали очекувате дека од неа треба да издржи? Што дефинираме каков конструктивен систем, одма се гледа дали имаме столбови, греди, дали се работи за скелетен конструктивен систем, значи со армиран бетон, дали се работи за зидарија, значи со носева зидарија, каде што во главном објектите што ги посетивме, тие беа скоро сите со армирана бетонска конструкција, каде што точно се оцртува самата конструкција, одма се гледа. Столбовите се оцртани, се гледат оние прснатени кои што се ја опишуваат меѓу преградите зидови. Значи одма знаеме за каков тип. Онама каде што не сме сигурни, тогаш се помагаме дали со чекич, дали со нешто друго, каде што сакаме да видиме дали пукнатината е подлабока, дали е поплитка и сите тие работи, дали нас спојат, меѓутоа немавме такви манифестации, барем она што го ево и јас што имав видено, меѓутоа и колегите што ги прикажуваат, затоа што ние после тоа, кај што не сме сигурни, комисијата се состанува, ги прикажува фотографиите и така натаму, па даваме свој заклучок. Сме виделе многу слики од урнатини, од не само трошни згради, бидејќи во последно време овие трусен свет има модерни згради, но се, да речем, сосема уништени. Дури и арматурата попуштила. Може би не е целата, но се гледаат значителни потреси, урнатини кои што предизвикуваат човечки жртви. Значи, дали се работи за многу силен земјотрес или пак се работи за какви типови земјотрес има кои што предизвикува еднакви или различни оштетувања. За Скопскиот, јас исто така бев мал, велат Скопскиот беше хоризонтален или вертикален, па поопасен е вертикалниот, тој ги урна. Значи, не знам точно што се случува, но дали има такво влијание или реперкусии, какво земјотрес доаѓа, за какви оштетувања ќе има. Значи, видите, самиот земјотрес е во суштина е повеќе компоненти има. Значи, имаме хоризонтален во еден правец, во друг правец, па имаме ротација во еден правец, друг тој, значи 6 компоненти се самите, 6 компоненти, така да значи не може да речеме дека само тој се движи во еден, значи меѓутоа тоа е движење целосно кое што доаѓа на самата конструкција. Ги спомнавте оштетувањето на армирано бетонски конструкции, точно е. Значи имаме такви оштетувања, да речеме јас посвежо ми е, се ми доаѓа на памет турскиот еден земјотрес, имаше повеќе, меѓутоа каде што имаше големи оштетувања тука кај Измир или каде таму пошто и беше и наша екипа и ние ги проучувавме сите испитувања, имаше многу армирано бетонски конструкции кои што беа рушени. Меѓутоа знаете, имаше и ваков случај. Едната ламела стои комплет, другата донезе скроз срушена. И сега секој ќе праша, чекате сега, двете ламели биле исти, блокови или ламели, како да ги кажеме. Армиран бетон е едното и армиран бетон другото, едно до друго. Ист земјотрес се случил, меѓутоа едната паднала, а другата не паднала.
Сите испитувања, после тоа што колегите од Турција и сите кои излезе извештај, еден од причините беше, значи, земјотресот е јак. За таквите беше дали седмица или осмица, сега во моментот не можам да се сетам. Меѓутоа, имавме и конструктивни грешки, односно грешки при изведба. Квалитетот на бетонот беше една од основната причина зошто тие армирано-бетонски згради паднаја. Затоа што ако е проектирана марка на бетон, да речеме 30 наводници, таму беше некаде 10. 3 пати помало или така да ако првите столбови веќе се повредливи и се паднат, тогаш паѓа целата зграда и се добива купче од железо. Скопскиот земјотрес, ако сигурно сте имале прилика да гледате фотографии, оштетени беа објектите во Карпаш. Меѓутоа таму, кога ќе видите еден пресек, обично ние на студентите што ги предаваме, тоа се 4-катни мешовита зидарија која што е со дрвени меѓукатни конструкции. Дрвена меѓукатна, односно нема плоча армирано-бетонска, туку дрвена. Да. Значи зидовите тогаш Тоа е добро или лошо? Лошо, заради тоа што основно правило во земјотресно инженерство е да имаме меѓукатна плоча која што ќе ги поврзе сите зидови да може да работат и да се бранат на ове надворешни. Фактички, пошто нема што да ги поврзе, имаме 4 дрвени меѓукатни, а многу имаше такви објекти, тие беа најповредливи, тие беа тотално срушени. Чекај, тоа говорите за плоча, армирана плоча. Армирана плоча меѓукатна, да, значи меѓу спратовите. Цигли, тие фертгреди, како вика, тоа исто или? Да, не, фертгледите имаат плюс и уште 5, тие се веќе друг носив систем, кој што е измеѓу плоча и дрвена конструкција, меѓутоа таа е солидна, затоа што има тоа се веќе има и армирано-бетонски ребра во едниот правец, има додатна плоча од 5 см која што става горе, така да и тие симулираат, односно прават исто така крута меѓукатна плоча. Додека во Лаквила во Италија, па таму беа зидани објекти, силен земјотрес, зидани објекти, значи исто така слични на овие од Скопскиот од 63-та, каде што исто така имаше големи оштетувања. Професор Кишендова, на истава тема. Да. После земјотресот во Скопје се градеа бараки. Добро. Солидарни. Во Бутел, шведски, не знам какви беа, веќе ги заборавив. Малку од тоа остана, мисля, че сите веќе ги преправија, ги доградија, ги надградија. Да. Бараките во принцип треба да се безбедни, стабилни или барем неопасни за по животот, бидејќи нема такви тешки материјали кои што можат да нанесат штета. Точно така, да. Дали знаете како се гради, како на нивни места какви објекти дојдоа, дали следите, дали? Па вака, малце погледаме. Сега има една земјотресна туризам локален, луѓето од центар бегаат во роднини пријатели кај што имаат бараки, па таму малку се чувствуваат побезбедни. Добро, значи директно на вашето прашање, дрвените објекти се можеби најбезбедните објекти. Но и тие треба да имаат добри врски меѓу хоризонталните и вертикалните елементи, затоа што таму најважна дел е врската на има и метални со челични конструкции. Има и метални. Да, има и метални. Но по генерален одговор на ова прашање треба се даде вака. Значи пред Скопскиот земјотрес во она бивша Југославија не постоеа прописи за градење на асезмички градби. Значи, во прописите за проектирање на објекти не постоеше компонента дека тие треба да издржат и хоризонтални дејства од сеизмички товари или од земјотреси. Имаше само дека треба да издржат товари отварување само од ветер како хоризонтална сила. Значи, она што е важно да се истакне е дека Скопскиот земјотрес, кој што во многу книги го има, во позитивна конотација, особено да кажеме реакцијата по Скопскиот земјотрес како беше од 63-та. Да се враќаме. Да, тоа е се уште најголем да се рефер, и да се надеваме најискрено дека ќе остане така за сега. Значи Скопскиот земјотрес беше тригер да се отпочне со такво земјотресно инженерство во Европа. Значи земјотресно инженерство воопшто не беше развиено во Европа пред Скопскиот земјотрес. Беше развиено во Јапан и во Европа, да. Не само во Југославија, тој би значи во Јапан, во Америка, да, во Русија, да. Но во Европа, да. Но во Европа дури ние не може да потврдиме, меѓутоа нашиот директор Станислав Салути кој ќе кажеме, меѓутоа ние сакаме да кажеме дека нашите прописи во бивша Југославија беа првите прописи за асезмичко градење во Европа. И тригер за
како да кажам, отпочнување на европското земјотресно инженерство преку основето на Европската асоциација за земјотресно инженерство и првиот состанок фактички тука добиваат идеја сите, значи странци кога доаѓаат, че го посетуваат Скопје, знаете тоа веќе Од времето имаше и студенти, стручњаци, имаше семинари. И Се уште има 1964 година се донесени првите прописи за асизмичко градење во Македонија, односно во бивша Југославија, со тоа и во Македонија. Но не само тоа, донесени се и прописи како да се зајакнат и санираат оние кои што останаа. Аха, тоа е важно. Значи, тоа е многу важно. Значи, ние можеме да кажеме сега, по некои анализи, статистики така натаму, тие прописи понатаму мора да кажеме дека постојано се обновуваат, ИЗИС е отсекогаш бил присутен и активен во тие донесување на нови прописи, значи на подобрување на тие прописи. Сега ние работиме по прописи од 1981 година, кои што, сигурно сме спомнувале по емисии, дека се на линија на европските прописи, кои што сега се донесуваат во европските земји, значи, односно во 2010 година они стана како облигаторни во земјите во Европа, кои што мораме да кажеме дека најголем дел се побогати од Македонија со помали земјотреси, нели? Освен делот што е, да кажеме, медитираното и така натаму. Значи, тоа е важно да се истакне. Затоа ние може да кажеме дека фондот на згради во Македонија може да се подели на отприлика грубо на тие два дела. Објекти кои што биле пред 63 година и кои што не се срушиле, туку останале па биле санирани и зајакнати. Објекти кои што преживеале земјотрес во 60-та без да бидат потреба да имат за зајакнување. И објекти кои што потоа се градат по асизмички прописи. Тоа е многу убава реченица, градење по асизмички прописи. Таа има многу компоненти, значи од проектирање до квалитетна градба, до квалитетни материјали, до контрола на градбата, па се до крај, нели? Но ако тој процес е заокружен, ние може да кажеме дека во Скопје можеме да имаме само меѓу 25 и 30% на објекти кои што се од пред 63 година. И тие објекти би требале, значи, или го претрпеат скопскиот земјотрес 6,1, или биле санирани и зајакнати на нивото на тогашните познавања на екипи кои што доаѓале. Имало од Словенија, имало и тогаш од Јапонија, значи имало експерти кои што доаѓале како. Изи се токму создаден, да. Како да прочитав негде дека по земјотрес од 63-та, кога лошо се градило во Скопје, периодот на транзицијата. Дали погрешно? По нашиот? Во периодот од 900 до... Во транзицијата, да, значи. Значи вака, за среќа ние имаме традиција на добро градење. Значи, и во минатата емисија тоаш кажавме дека кај нас свеста за земјотреси постои. Можда ќе звучи неубаво, но често пати ако не постои кај инвеститорот, постои кај оние што го градат објектот. Секој сака да живее во безбеден стан. Да, секој сака да живее и од првика, значи, еснафите се нашите мајстори, значи, во најголем дел, иако се помалци ги има, нели, во најголем дел понекогаш нати да го исправат проектот. Значи, сакам да кажам дека не постои сомнеш дека ако се гради како што треба, а вчера беше, мислам, поетот и на вашата емисија, исто така кажа нашиот колега, професор од градски факултет, значи, не постои сомнеш дека ни 6,1 нема да биде проблем за скопските згради, ако се гради квалитетно. Но... Ма вие сте тука веројатно да проверувате. Ако што разбрав, имате облигација 3 пати во текот на проектирањето да го проверите објектот. Дали секој не знаме дали го правите, ќе ни кажете? Да, тоа е во последните 3 години, веќе 3 години, значи 2013 ноември месец, значи како дел од законот за градба. Не, прво да одговорам за транзицијата. Значи, ние имаме прописи континуирано. Законот за градба беше донесен 2005 година и тогаш беше оформена техничката комора. Ако има проблематика некоја во тоа период на транзиција, тоа е заради тоа што во еден период ние немавме, можеше да проектира секој што има дипломирано градежен факултет, што не е малце, но понекогаш нема доволно искуство за можеби покомплетни нели. А сега имаме и овластување и се. А околу ова што го кажате за контролата на објектите, да, значи изиси порано, како што кажа и колешката. Значи ние сме биле вклучени па се до 91-92, мислам, сите објекти што се граде, бидејќи тогаш имаше еден инвеститор, ПУИК беше инвеститор, нели, и сите објекти доаѓаат преку него. Беа контролирани од страна, значи верифицирани на анализите и сметките што ги правеа колегите проектанти, ги беа верифицирани во ИЗИС. Од 2013 година ноември месец во законот за градба имаме додаток или анекс кој што вели дека се што треба да добие дозвола за градење мора да помине во ИЗИС. Значи зборуваме за проектот. Покрај, значи имаме проект,
имаме ревидиран проект, но тој доаѓа и во ИЗИС на контрола и потоа, ако е тој објект поголем од 300 квадрати и не е за индивидуално домување, значи ние одиме и на терен. Не е за индивидуално, значи објектите помали од 300 квадрати бруто површина, кои што се за индивидуално домување, не одиме на втората и третата контрола во изведба. А сите останати објекти одиме на контрола и во текот на изведба. Значи, на таа контрола имаме исто така преправено протоколи и процедури. Мислам дека е консензуално мислењето дека од почетокот на овој во фелата, значи не само кај нас нормално, дека донесувањето на овој закон, односно овој додаток на законот, ја подобри дисциплината во изведбата и ги подобри и проектите. Не само законот, веројатно контролата во кај нас. Мислам, ова законско решение. Картија може да има се, ако не отиде некој да види како се гради. Значи, ако во првите 2-3 месеци 99% од проектите беа враќани на доработка, сега тој процент е многу намален. Значи, имавме чести дуели, несогласување со проектантите така натаму, толку ме плаќаат, толкова. Мојата порака би била таа, значи, да го правиме најдобро тоа што го знаеме и на инвеститорот да му кажеме се, значи кога го правиме проектот, како проектант. Не да скриеме нешто затоа што немаме време или затоа што немаме доволно, не сме доволно бреднувани, така натаму. Тоа е идејата. Добро, одиме со уште еден блок на реклами, па продолжуваме на даденава тема. Зашто не можем да го добием 195? Изборот на хотел треба секогаш да биде мудра одлука, затоа што кога избирате хотел, бирате многу повеќе од место за престојување. А бирајќи мудро, избирате почеток на успешна и убава приказна. Елит Плаза ви нуди комфор и луксус, идеални услови за вашите деловни состаноци и семинари, но и многу повеќе. Опуштени и незаборавни моменти, неодолливи гастрономски предизвици, релаксација и рекреација. Доживејте го динамичниот ритам на Скопје од сосема поинаква перспектива. Хотел и бизнис центар Елит Плаза, место каде повторно се враќаш. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Ова е мојот син. Кога тој е среќен, и јас сум среќна. Најсреќна мајка. Кога е време за холе, тоа е најсреќен момент во Професорке Нечевска Цветановска. Малку лаички ќе прашувам, бидејќи не сум експерт, но она што го слушаме и граѓаните кога градат индивидуални стамбени објекти. Две теми се. Вие говоревте за конструкцијата што е над земја, значи дали таа е стабилна или не. Врската меѓу тоа што гледаме и темелите. Дали тоа го контролирате и каков е соодносот, дали има регулатива и правилник како тоа треба да изгледа, бидејќи земјотресот доаѓа однате, не е само горе. Веројатно многу е битно врската меѓу темелот и надвршната конструкција. Така, секако и тоа е она што би било вредно да се спомене. Колешката многу добро објасни дека, значи, односно и вие спомнавте дека ние во текот на и во проектирањето и за време на градењето се оди на терен. Спојот на врската помеѓу површината на земјата и конструкцијата е темелната конструкција која што лежи на земјаната површина, која што може да биде или стена, значи, односно, каде што е најдобро да биде на стена, или на некој депозит кој што е над стената. Затоа, според регулативата за добивање на дозвола за градење, е обавезно изработка на геомеханички елаборат. Тој геомеханички елаборат значи испитување на земјиштето на локалитетот каде што треба да се гради зградата. Кој има врска да го прави Тоа има врска, инвеститорот го прави
си нарачува, има соодветни куќи кои што тоа го прават, каде што даваат геомеханички елаборат во кој што ги има точно дефинирани какви се карактеристиките на почвата на локалитетот каде што се гради куќата и се дава која е максималната носивост која што они може на тоа место да ја постигнат. Во зависност од таа максимална носивост која се добива од тие испитувања, проектантот статичар одлучува каков тип на темелна конструкција ќе направи. Дали темелни самци, дали темелна плоча, значи зависи и нормално и од конструкцијата, дали е од 10 ката, дали е 15, дали е 2 ката, дали е приземно. Значи, во зависи од тоа и носивоста го се дефинира и ја прави таа пресметка. Заедно со проектот, нас мора да ни го испратат и тој геомеханички елаборат. Тоа го добивате. Значи го добиваме и него. Имате комплетна слика на имаме комплетна. Значи прво што како што вика колешката, ние обично си го исчитуваме првен геомеханиката да видиме за каква архитектурата исто така, значи што е предвидено, каков тип, дали е само за станување, дали е станување, домување, дали е административен објект, дали е школа, дали е така, значи секој тоа има класификација. И ги имаме ревизијата на објектот, ги имаме статиката и тогаш се оди да пристапува кон анализа на сето она што и контрола на сето она што е донесено. Значи, сакам уште еднаш да го потенцирам. Значи, кога го добивме ние тоа како обврска со законското решение што го донесе владата, да го преземеме, тој би рекла во моментот доста беше амбициозно и голем терет. Значи, ние толку максимално се ангажиравме и организиравме во нашиот институт, ние тоа го свативме не само како некоја се ти ево сега контрола, па јас сега ќе правам што ќе правам. Едноставно го свативме како едукативно, да можеме да им едукативен процес да им помогне на проектантите. Она што може би останало како нешто, ево, од минатото не пракса во нивното проектирање да го вклучат. Затоа од почетокот беа тие препораки, кои ќе ги видевме дека се направени некои грешки, и ги праќавме препораки, ги викавме проектантите, дојдите на разговор, да ви укажеме каде се, затоа што овие земјотреши што ги спомнуваме, и турскиот, и јапонски, и други, и Чиле, или италијанските прописи, или во Македонија што се, сите се тие тест, природен тест на зградите. Од нив ние учиме. Значи, институтот, основна мисија му е едукација. Истражување и едукација. Од истражувањето на тие оштетувања, ние и она како се другите прописи светски, ние тоа сакаме да го примениме на нашите објекти. Каде ги стекнувате тие? Едно време изиздаваше предавања, ги учеше земите во развој, многу други. Значи, едукацијата е се уште затоа гледаме дека архитектурата е многу напреднала, професорке. Она што го гледаме во рајот за архитектите во Дубај, каде што на нестабилно земјиште се градат стокатници и повеќе, кои што се отпорни на ветер и на земјотрес, значи мора да има некоја нова технологија што секој инженер што го прави тоа нешто. Тамо нема земјотрес. Тамо нема. Не може да нема, еднаш ќе удри. Има ветриште, има нестабилна почва. Дали има толку осовремена технологијата на материјали и на градба или се уште се држиме на ова што го знаеме? Видите, начинот на градба веќе се само за себе посебна наука, секако дека овие високите објекти имаат веќе и друг начин на градење, затоа што верувате тука други кранови, височини, така значи самата постапка. Меѓутоа, конструктивните системи се тие, значи кои што треба да ги задоволат критериумите кои што ги пропишале самите прописи. Задоволувајќи ги тие критериуми, а критериумите како се измислени? Измислени со тоа што ако се случил некој земјотрес, некој објект, значи ево, да речеме кратки елементи, ми паѓа на памет. Тие кратки елементи се случуваат често пати, ево дека ќе изградите, или пак флексибилно приземје. Доле се продавници, горе се обични згради. Знаат тука објектите често пати да паднат, за да се пресече. Зошто? Тука крутост е многу помала од горните катови. Сега, кога веќе тоа сме го виделе на повеќе објекти, значи тоа е внесено во прописи.
што тој објект, односно да тој кад треба да има крутост како другите, па тој се армира, се прави поинаку и така натаму. Значи, следењето на тие прописи и начини на градење и задоволување на некои критериуми, максимални поместувања кои што треба да ги добијат, процент на армирање, начин на армирање и така натаму. Значи, е како резултат на сите тие истражувања кои што се прават, дали експериментални, дали од вакви случаи земјотреси. А во врска со едукацијата, пошто го поставите прашање, значи, јас сепак морам да кажам дека во ИЗИС првите магистерски труди се почнати од 65-та година на Универзитетот Кирил и Методи, а дури од земјотресно инженерство областа и први магистерски во Европа. Меѓутоа, и тие стојат од 65-та до сега. Тие се меѓународни, наставате на англиски јазик и магистерски и докторски студии. Значи, тоа го имаме континуирано, значи, кај нас, а покрај тоа го имавме тој 26 годишен курс, каде што и колешката беше раководител во еден период, каде што имавме секоја година тромесечни курсеви на студенти од земјите во развојот, од 18 различни земји. Значи, тоа беше еден период каде што курсот беше финансиран од холандската влада. Меѓутоа, ето, во последно време тој запреми во периодот 82 до 2007. До 2007, а магистерските и докторските студии кај нас перманентно стојат и сега стојат, значи истражувањата што ги правиме се заедно со студентите и така натаму, така да имаме настава на најсовремен начин и така. Ваши кадар исто така оди на некои меѓународни симпозиуми каде што се секој учесници и наш кадар скоро целиот кадар што постои во институтот, значи има студиски престои низ најпознати центри, почнувајќи од Јапонија, Италија, Канада. Мислам, секаде каде што сега ево не ми текнува значи моментот, значи е престои во Англија, во Германија, значи има студиски престои каде што го доусовршувале своето образование. Сега студентите што се младиот кадар кој што кај нас доаѓа да се запише, ево го сега баш овој период, имаме направена соработка за магистерските студии, еден семестар да престојува, да речеме, во Италија, во Неапол. Имаме веќе 3 или 4 генерации кои што тоа преку ДАД, фондацијата во Германија. Значи, така да континуирано се обрнува внимание. Докторант во Хонг-Конг се да, докторант во Хонг-Конг имаме магистрант од Јапонија кој што дојде тука. Не се само престоите наши во странство. Тука се меѓународните проекти. Значи, ИЗИС од секогаш колку што работел на домашни, може би, така не се шегуваме да кажеме, може би повеќе сме познати надвор. Добро, сега со овој земјотре сигурно ќе не запознатите, отколку што сме познати дома. Значи, меѓународни проекти, каде што практично ви имате заедничка цел, а ја реализирате со колеги од некогаш најчесто се институции, односно компании кои што се, да речеме, нормално во некои методологии понапред од нас, но ние ја поддржуваме, ние даваме научната поддршка. Значи, она Вибрал платформа што имаме сеизмичка, која што значи едно од прашањата требаше така да се одговори. Ние знаеме која енергија може што да направи на објектот, токму тоа. Еднаш да гледате експеримент на платформата, вие веќе сте многу поблиску до стручнеко земјотресно инженерство. Значи, затоа што верувате дека кога ќе видите како таа енергија, она што теоретски се зборува, се пренесува низ тие конструктивни елементи, затоа ние со некои големи предзнања од нас не ни треба да го знаеме, она што рековте, конкретно објектот кај што одиме на терен, зашто го препознаваме конструктивни системи. Добро, е конкретно, да речеме во Скопје досега немало толку високи згради како вие сега што се градат. Така. Без разлика дали е подрачјето трусно, дали нема лимит на височината која може да се гради во Скопје, или сепак од предпазливост постои некој ниво каде што вие како ИЗИС речете многу е. Така. Значи на ова прашање може се ако го разговараме, значи тука сега моментот на земјотресно инженерство, значи високите објекти се многу поранливи на далечните земјотреси. Значи тоа е ова што е основно. Значи високите објекти се поранливи на далечните земјотреси, пониските се поранливи на локалните земјотреси. Значи, во случајов, сега ние на овие што 40 бекатници, мораме да истакнеме дека нашите прописи не ги опфаќаат тие. Значи, нашите прописи постои една категорија на објекти кои што се велат вон категорија. И за таквите објекти, за да кажеме дека се сеизмички оптурни, треба да се направат дополнителни анализи. Тоа значи, може би некогаш и тестирања на модели на платформа, дополнителни нумерички анализи, уточнување на моделите. А нови изим дадовте? Како? Нови згради изим дадовте? Како не дадовме изим, ама не само што дадовме изим, него сега е
потоа ги инструментиравме, па правевме нели вештачки земјотреси така натаму Така, и сега значи, моментално Да, еве сите денеска тестови. директорот ни соопшти дека успеал да постави сега значи и инструменти кои што сега во реално време ќе се следи однесувањето на објектот. Значи Кои затоа ги што тестираат, ај после за тестирање. да, затоа што сакам да кажам, што светот е отиден, вие рековте многу добро. Она што рековте за архитектурата, тоа повеќе е за материјалите, како тоа ќе изгледа внатре. Се уште конституционите системи се највеќе од бетон, армиран бетон. Значи има и челични нормално, има различни типови на челик, има дрвени, има зидани, меѓутоа најголемиот дел се уште бетон. Но архитектурата се прави од оние други материјали, таа градажна физика, тие фасади така натаму. Ако се вратиме на ова назад, значи околу 40-катниците, тоа се лимит. Значи сега знаеме дека најновата е над километар. Значи во висина. Тоа се, значи можно е да се направи, меѓутоа треба многу дополнителни анализи да се обезбеди стабилноста на тој објект уште во градењето, начинот на градењето, што тој ќе има намера и така натаму. Значи зависи од тие работи. Прашањето е колку инфраструктура тоа може да биде во Скопје решено. Значи вие ако имате, тоа значи ако вие имате 42 ката зграда, колку паркинг треба да имате околу неа? Какви агрегати за кои ќе снема струја? Какви водоводни цевки и така натаму. Значи инфраструктурата за такива објекти е многу сериозна работа. И друго, тие се многу луѓе, дури да излезат од зградите на работа да тргнат, па тие се блокирани. Значи, ама тоа се Добро, брзи тоа лифтови е да имате. тоа е решено со лифтовите. Не, во- Не со со комбина- лифтовите, па тие со коли треба да искочат. А, тоа да, работа, тоа, цел тоа е, град, значи, и треба затоа се ви вратат, кажам, па тие улици Значи не е ги проблемот соберат. конструкторски, проблемот Да, е многу комплексен. Вака, освен почнаме се од невисоките. Да. Но во Скопје традиција, како што рековте, и да се доградува, да се надградува. Значи сите оние руски згради што го викаме, сите тераси, тие проширувања, мислам че дека нема зграда што не или чека на ред да биде наскоро проширена. Па дури негде ќе имаш и спрат дограден. Да, и повеќе. А и повеќе. Како што? интервенира во темелот таму? Сите се поминати кај вас? Вака сега. Без врски, без ништо, тоа нема мафија градежна. Две работи ќе кажеме прво. Ако некој се бори за тоа да престане, тоа е институтот. Ние секојаш сме кажувале по новини, по сите можни состаноци дека ние би сакале да ги забраниме надградбите и доградбите, зашто така би биле најсреќни. Затоа што со тоа се нарушува тоа што нешто на почетокот било испланирано и спроектирано. Значи се нарушува како и да е. Не доградбите, зашто доградбите обично се прават Ќе збориме за нови доградбите. темели така Да, натаму. да. Зборуваме за надвишувањето на надградбите. Но знаете како, статичарот на крајот мора да ги исполни желбите на архитектот. Ние сме оние, значи архитектите кои ќе кажат нешто, ние мораме да исполниме. Не значи дека не може да се надгради објект како што треба. Или габаритно се прошири. Проширувањето е помал проблем бидејќи оди на да, сопствени добро, темели. Тука треба да Али се ова е внимава. исто тема, значи. Треба да се внимава значи на одвојувањето еден од друг, така натаму. Но кога треба значи да се додаде кат еден или повеќе, скромно кажано поткровје па искачат поткровје со галерија и така натаму, тоа е сериозен проблем. Значи не е проблем, тоа е сериозна задача за проектантот и кога се нафаќа да го прави тоа, треба да биде комплетно искрен кон својата професија и кон инвеститорот. И Дали кон знае? луѓето што ги живеат. Тоа е крајниот корисник секојаш треба да го имаме на ум, затоа што крајните корисници секојаш се задоволни од изис, меѓутоа не сите, значи не сите останати. Значи надградбите може да се прават и тоа било често пати предмет на анализи и проекти во институтот, каде што морало да се направи, а некој друг се откажувал. Последен пример е собранието на парламентот, значи Конституцијата на парламентот, да се надгради, ама претходно се зајакна целото собрание. Значи, секогаш кога се прави нешто што на постојниот објект кој што екзистира повеќе децении, ако му се нешто нарушува во конструкцијата, дали внатре, дали над него, мора проектантот да биде свесен дека мора да даде изјава колкава е стабилноста на тој објект сега како што е. И дали тој проект, дали тој објект со надвишувањето ќе се загрози неговата стабилност, за колку ќе се загрози и дали тоа за колку ќе се загрози може да се надоклади со некои други елементи. Често пати доградбите, проширувањата на пример на Карпош значат и зајакнување на објектот. Постојан. Но тука никогаш не сме да се напушти главниот примат дека станарот мора да биде безбеден и во стариот објект и во тој што е премостение. Тоа тука проектантите малку не сакаат да обратат внимание. Велат, мене не ме интересира долниот објект е добар, ја ќе се одговарам за надградбата. Тоа е времето, имаше Да. неколку прашања, ми е жал што нема да стигнем. А ќе стигнеме може сите прашања. Кратки да бидем. Ако бидеме Ајде, пократки, вас нешто друго ќе ја прашам, бидејќи почнавте надгради и доградби. Да. Има некојаш дилеми кај
станарите кај собствениците на одредени куќи, стамбени објекти, кога прават доградба, дали доградбата да е врзат за постојниот објект или да биде независен објект, бидејќи има друг начин на движење едниот и другиот објект. Така. Се работи за друг материјал, за како да го направат тоа. Дали е подобро да се врзе, а да биде од иста градба како што е, Така. или да биде доградба независна од постојната. Значи најдобро е да биде доградба независна од постојната, но и тоа не се прави така без никакви анализи. Значи таа доградба, пошто е нова конструкција, ќе работи различно од старата, потребно е да се знае колку се поместувањата на овие две конструкции и толку да се направи таа дилатациона фуга меѓу нив. Значи, доколку се надградува објектот, односно се премостува со две доградби и надградба, тогаш доградбата може да биде и за јакнување на постојниот. Но ако е една до друга, тоа што да биде независна. Значи, но ова прашање не благодарно да се одговара генерално, но ако е можно генерално, значи тоа би го зависи од одговорот. теренот, веројатно, не секој. Не од теренот, зависи од постојниот објект. Значи, секој проектант мора да појде искрено кон тој проектант, мора да си биде он сигурен дали би живеел во тој објект прво, значи се после тоа прашање и што би направил за да живее таму. Зашто знаат проектантите, не е дека не знаат, само треба малку подлабоки анализи, малку повеќе консултации и да бидат поискрени кон инвеститорот да му ги кажат сите проблеми. Идеме со третиот блок реклами и завршниот дел, да финишираме. Еве сме при крај. Запнавме околу, се договаравме да продолжиме околу културното наследство, некои стари објекти кои што преживеале од јавен карактер, ете го споменавте Собранието. Колку беше оштетено, имаше оштетување 63-та, дали е санирано и дали е сега стабилно? Не само политички. Да, ево ќе повториме што рековме. Сепак, тие јавни објекти, како што е Собранието, како што е владата, како што се школите, како што се болниците, тие се објекти од јавен интерес и тие се објекти кои што за вакви земјотреси, вакви и поголеми, не смеа да имат никакви оштетувања, односно треба да се места каде што непречено би требало да се води државата, треба да се болниците да функционираат. Меѓутоа парламентот во разговор предходно тоа е градење од 1938 година. Значи тоа значи пред Ископскиот не од 63 година. Меѓутоа, значи е зидана конструкција со дебели зидови и сите тие работи, меѓутоа имавме комплетна документација, рековме многу може да зборуваме, значи претходно се направи целосна анализа на постојната состојба на објектот. Скопскиот земјотрес имало оштетувања на тој објект, кои што беа нотирани и запишани во посебни проекти, каде што можевме да ги видиме, правени некои санации, значи парцијални санации, сега да не навлегуваме дека какви биле и што биле, значи во тој дел. Имаше потоа некои снимања и дискусии дека е све добро, дека не е добро и сите тие работи, меѓутоа институтот која презема, значи кога рекоа дека ќе се прави надградба, имавме слух од страна на владата, од Собранието, значи да се направи комплетна диагностика на постојната објект и потоа соодветно да се реши и на тлото, значи конструкција, тлото заедно. Кога мислам конструкција, мислам и на темелната конструкција, па и сето што одеше нагоре и потоа да се направи таа надградба која што беше таму предвидена за проширување тие сали сите тоа. Така да во процесот на ова последна санација што ја правевме во изминатите 2 или 3 години, кога значи беше, ние бевме комплетно проектанти на целото тоа проектирање, каде што се почна зајакнување на објектот од темели, зидови, ојачување, зголемување на неговата крутост, соодветни санациони решенија кои што доведоа и направена самата надградба. Верувајте, кога се отвараа зидовите, тоа исто така и колешката, значи ние бевме таму кога се отвара и кога постепено сето тоа се работеше, значи ние заклучивме дека не да е нашето решение кое што го понудивме за санација оправдано, затоа што стварно при отварањето на објектот се најдоа многу недостатоци кои што и претходно не ги знаевме. Стари оштетувања кои што биле. Така да во моментот сме убедени дека имаме најстабилно собрание на Балканот. Како е можно да се интервенира во стар објект, да се внесат арматура, стубови, железа?
Знаете, Се рушат делови или Јас само како? би сакала да кажам една друга работа. Тука имаме дополнителни ограничувања. Прво беше историски објект. Имавме решение од Управата за заштита на културно наследство што може да правиме. Не ни дозволува да избегаме од вертикалата на објектот. Значи, он е вертикален, не смевте ни сантим да отидевме понапред. Значи, требаше да ставиме нови елементи. Нели? Па тие што ги стававме, требаше да ги вметнуваме во старата конструкција. Втората работа што ни се кажа дека парламентот мора да работи за цело време. Верувате дека таму каде што на научните скупови, каде што го тоа презентираме, значи врие од прашања после тоа како е тоа можно. Значи како е можно да функционира нешто, некој таков објект, а вие да го санирате и зајакнувате од темел. Значи како што каже и замените директорката, значи ние имаме методологија за анализа на објект. Значи прво ги имаме сите истражувања може што треба. Значи добиваме информации за сеизмичкиот потенцијал на локацијата. Кај историските објекти го врзате културното наследство. Многу е важно. Значи основна работа е дека вие немате слобода да правите што сакате и што знаете. Имате ограничувања. Значи ограничувањата се не смете да другачие да изгледа фасадата, не сме другачие да изгледа интериерот, значи што ќе работиме да измеѓу. Сега тоа измеѓу да се напред за да не се наруши ни интериерот, ни ова. Знаете каков интериер има во собранието, а не смееме да мрдаме од фасадата. Значи, навистина една успешна приказна која што навистина заслужува многу повеќе време, да не се влегува во детали, но еден искрен, ентузијастички и тимски проект кој што се истера 4 години беше изис надзор таму на изведбата, значи не само проектант, бидејќи многу решенија мора да се модифицираат. Значи, ние правивме истражување на една карактеристична ламела, каде што прво востановивме дека тоа е обична зидарија. Објект 4 ката од врвна категорија е според прописите македонски и југословенски бивши, не сме да постои повеќе од приземје. Значи објектот зидарија не сме да биде поголем од приземје. Значи тоа го восстановивме. Иако они имаа како куќа многу повеќе мислење кај што има и дозволи да се прави надградба од лесни материјали така натаму. Не. Ние застанавме тоа да кажеме не, овој објект мора да се зајакне. И така натаму, и така натаму. Што мислите, што беше прво кога дрвна земјата, што правевме? Прво прашавме како се однесувало, затоа што и покрај тоа што има големо знаење, имаме контрола, верувате дека експериментот односно земјотресот е природен експеримент, тоа што каже и колешката. Од експериментите се заклучува се, и грешките, и добрите работи. Имате симулација? Не, немаше потреба, бидејќи тука имаме познати системи, немаше и потреба. природен тест имавме. Але имаме природен тест, значи и верувате дека не е се едно кога се значи ова е уствари тест на сето она што нашата држава го има како регулатива, како фела, комплетна фела, зборам проектирање и изведба, и како експерти. Знаете, сега малку, како да ви кажем, сите робуваме на телевизиите, на стански документарни програми, во кои често се говори за нови архитектонски подвези и така натаму, но има емисии за архитектурата која што прави споредба на она што е направено многу одамна. Да речеме што од римско време. Рим има многу стари објекти кои што се сочувани, не знам дали се реновирани или не, но некои куполи кои што се направени во времето кога не постоеше арматура. И се уште постои. Да. Јаја Софија постои, со 33 метри пречи. И како? Значи... Натегнувате, така како се ставани тие, не знам. Да се разбираме некако... Земјата се го зацврстува, не? Сосема малца дигресија ќе направам. Ние имавме еден проект за византиските цркви, каде што јас докторирав, значи моја специјалност е уствари културно-историски споменици, каде што имавме стручњак од Пол Гети институцијата од Калифорнија, значи тоа е институција, тоа е фонд. Тоа е фонд, да. Тоа е фонд, значи тоа е фонд на Пол Гети, тоа е да речеме човек кој што собирал благо, бил многу богат, але не е важно, нели Гети. Значи стручњакот од таму кој што има технолог фактички, значи стручњак за материјали, кога го однесовме кај во Чучар Сандево, кога ја виде на баба Неда куќата од 4 ката од керпич, он се радуваше како дете. 82 годишен стручњак. Зошто? Затоа што он вели, ова е невозможно. Ние во Мексико имаме керпич приземни и ни се рушат секој ден. Како е можно да ова стои? Па влеговме, па изанализиравме, па видовме. Знаете што му одговоривме ние? Дека пред куќата на баба Неда веројатно имало стотици кои што паднале. Значи, почна да се градат, искуствено се видела дека не чини, таа што издржала малку повеќе времено се купило што од таму има така натаму. Нашите културно-историски споменици
се можеби со поскромни размери, но ова ќе кажам, да речеме за познатата Аја Софија. Аја Софија 2 пати се срушувала сама во текот на градбата. Значи она не е се изгледала, значи не почнала од прва, значи еднаш се почнале па изгледале. Пазите, тоаш немале ни компјутери, немале ни ништо, нели? Почнала дека дошла како елипса купола, мислам кругов, вместо да биде круг станала елипса и така натаму, така натаму. Значи искуствено, меѓутоа истиот човек од Пол Гети, кога правивме анализа на фреските во црквите, значи он рече вака, ја се враќаш во Америка неколку пати пошто правивме тука испитување. Тоа е уствари нашиот проект беше прв проект кој што го плаќаше комплетно Пол Гети во 90-тите години, кога беше војна во цела Југославија, кој што никогаш немаше проблем ни со финансите, ни затоа што го имавме него. Значи он вели како е можно да ги знам сите состојки на овие фреско малтер, а да не може да го направам. Значи тие земјани бои, тие органски материјали, значи илјадници јајца се ставани во малтерот во црквите наши. Значи каде што тој варов малтер со тек на време станува камен и се спојува со, значи ние велиме камената зидарија не чини затоа што имаме не е хомогена, имаме тула па малтер, па тула па малтер. Ама овие со тоа го направиле да се хомогенизира и да биде све како еден камен. Значи искуствено е највеќе и тоа се големи неимари. Значи, да кажам и за џамиите и за ова. Тоа се многу храбри решенија, меѓутоа верувате дека тоа е но таму еден ред се гради година и пол, 2. Значи немаме тоа, знаете како денеска некој. Привршуваме само уште едно кратко прашање да не забораваме тоа, бидејќи епицентрите на речисите земјотрси беа негде околу Стајковци, околу Смилковско езеро, значи таму кај што имаше поплави. И Скопје 62 имаше поплава, па земјотрси, у Грција гледам дека и таму имаше поплави. Врзана е таа работа или не? Значи, дали каде што има поплави, може да има... Често прашање, често прашање... Тешко ќе убедиме дека нема. Тешко ќе убедиме дека. И сите овие факти што ви кажувате, стварно се случило дека први имало поплава па земјотрес, меѓутоа верувате научно доказување Тие водите не пропаѓаат доле, не предизвикуваат. Видите, значи зошто? Заради тоа што поплавата е површинска манифестација. Па и се 5 километра, шо? Да, 5 километра, меѓутоа водата 5 километра, не знам дали би можело да отиде, значи таа може 100-200 евра, нека отиде 300 метри, значи меѓутоа до 5 километра каде што е тлото не би можел. Така да тоа е сепак случајност и некоја си коинциденција, поклопување на тие два настани. И ево, и јас сум давала изјава често пати на таа тема, значи немаме поврзаност и ево се случило, тоа се случи, меѓутоа така може да ни било што се вика пишано овој период да го имаме и едното и другото. Професорки, ви благодарам што бевте гости во Мене ми беше чест во вашето студио, да. Мене ми е драго и исто така се надевам дека повторно ќе бидете гости. Не мора да имаме земјотреси, можеби ќе се подсетуваме на ова сега, иако трезвено рековте дека ние мора да научиме да живееме на почва која што е трусна. Треба да знаеме каде живееме. Веројатно треба да се води повеќе сметка не само во градбите, туку каде повеќе се гради, бидејќи гледам дека растадите таму некаде Бутел, Родишани, тој дел каде што беа епицентрално. Иако има други мрежи, има мрежа, да. Има мрежа, да. Ви благодариме и ние да им посакаме мирна ноќ. Да, мирна ноќ и посакувам на граѓаните мирна ноќ, а на вам успешна работа во интерес на граѓаните. Значи што се работите како што работите. Ви благодариме многу на Почитувани гледачи, тоа беше уште едно отворено студио. Ви благодарам на вниманието. Спите мирно, се надеваме дека веќе завршија овие 100 потреси и дека од утре ќе живееме како и досега.